Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечервак имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Њукастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Њукастел, Пеце Вртковски. А сега да ги проследиме и најновите соопштенија. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. По повод празнувањето на еден од најголемите христијански празници, празник над празниците, како го нарекуваме Христовото воскресение, празникот Великден. Традиционално, како и секоја година, пред овој голем настан се осветуваат или прочистуваат домовите преку внесување на крстот Господов и осветување на водата. Осветувањето ќе се извршува по населбите и тоа. Понеделник, 21 март и цела недела се оди во населбите Волзен, Елемовайл, Кардиф, Глендал, Аджингтон, Белмон, Џулстен, Вонесбај, Елебана, Меонхатон. За наредните населби ќе најавиме наредната програма. А сега едно многу ново и важно соопштение од нашата управа овде во Њукастел. По повод големиот празник Великден се организира игранка во нашиот македонски културен центар и тоа во недела на 24 април. Ќе има богата музичка група од Сиднеј. Куњата ќе располага со најквалитетни јадења. Исто така и барот со разноврстни алкохолни и безалкохолни пијалоци. За повеќе информација околу оваа забава ќе најавиме во наредните програми. Време е да се собериме повторно сите заедно и да се развеселиме како и порано. Сите сте добро дојдени. Пакети за Македонија. За празни пакети може да се јавите кај Стив Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Стив во сабота на 9 и недела на 10 април. Уште едно важно соопштение од управата овде во Њукастел дека чланарината за ова 2022 година може да ја платите по $10 по лице. Исто така и пензионерското друштво Гоце Делчев јавуваат за чланарината за ова година може да се платите исто по $10 по лице до крајот на овој месец март. Нашата игрорна група Стив Наумов се вратија со тренинзи секој петок во 6 часот вечерта под раководство на нашиот редовен кореограф Добре Колевски. Значи секој петок од 6 часот на вечер во нашиот македонски културен центар со тренинзи на нашата игрорна група Стив Наумов. Сите сте добре дојдени. И уште едно соопштение. Ако некој сака грозје во големи количини да земи, одете во Джезмон Фрут Бан и порачете кој колку сакате за ова година. Да проследиме нешто од вестите. ВМРО ДПМН вели: новото задолжување не носи во должничко сценарио на власта. Неодговорните политики на ова влада, заедно со секојдневните скандали како се трошат јавните пари, не втурна во должничко робство. За неуспешните економски политики и луксузот во претходните 2 години ова влада кумулира 1,6 милијарди евра нов јавен долг, што заедно со планираното ново задолжување од 600 милиони евра за ова година е вкупно 2,2 милијарди евра нов долг за само 3 години или 2 милиони евра дневно поскап македонски живот, велат од ВМРО ДПМН. Од партијата додава дека ова е македонскиот Монт Еверест, после кој не чека бездна. Товарот од неодговорните и неуспешните политики ќе го чувствуваат идните генерации, домаќинствата и бизнисите. Ова е долг кој што секој еден од нас и нашите поколенија ќе треба да го враќат
заради нивните втаси, бадеми, кафења, луксузи, коли, фотељи од биволска кожа, фактивни софтери, куферчина со пари, распродажба на државно земјиште за ефтини средства и тендери во 4 очи. Да споредиме, бројни критики за растот на јавниот долг имаше во мандатот на претходната влада. Сега, оние кои изборуваат никаде ги нема. А што е вистината? За 10 години на мандат на ВМРО ДПМН јавниот долг беше зголемен за 2,9 милијарди евра при 3 кризи. Светска финансиска криза во 2009 година, должничка криза во еврозоната од 2011 година и политичка криза предизвикана од шарената револуција во 2016 година. За разлика од успешното справување со минатите кризи, ова влада има катастрофални резултати во справувањето со кризите. Во 2020 година имавме длабока рецесија со пад над 6,1%, што е најдлабока по она од осамостувањето и најлоша во однос на повеќето земји од регионот. Во 2021 година се опоравивме со 4% раст на БДП, што е најлошо остварување во споредба со земјите во регионот. Во 2022 година ќе бидеме во стагфлација, низок раст и инфлација. Од почетокот на пандемијата, бројот на вработените во приватниот сектор е намален за околу 28.000 лица, но затоа не го сопреа вработувањето на нови партиски војници во јавниот сектор, нивниот број порасна за околу 14.300 лица. Реализацијата на капиталните расходи е исклучително ниска. Нема никаква градежна активност од државата. Капиталните расходи секоја година при носењето на буџетот се надуен балон кој на крајот се издишува. Така ќе биде и за 2022 година. Оправдувањето дека кратењето на капиталните расходи е заради обезбедување на средствата за справување со кризи не држи во јавната која што гледа како владата за сите овие години не штеди, не се откажа од непродуктивните трошења и сомнителни набавки. Немаат странски директни инвестиции, ниту некаква стратегија за привлекување. И тука се последните во регионот. Инфлацијата го носи стандардот на граѓаните, а стабилизацијата беше целосно закаснета. И сега пак високо задолжување. Доколку издадат нова еврообврзница од 600 милиони евра, вкупниот износ на издадени еврообврзници за мандат на ова влада ќе биде 2,5 милијарди евра. Износ кој што треба да се покрие со идните буџети или пак да се рефинансира. Ово износ е речиси двојно повисок од 1,39 милијарди евра издадени еврообврзници во мандатот на претходната влада од 10 години. Иднината на сите нас ни е загрозена. Касниот простор е исцеден, а потребите на рефинансирање на долгот се двојно зголемени и не втурнуваат во должничко робство. Встасите и бадемите од страна на ова влада се изедува, ама училиштата, градинките, стадионите, спортските сали, патиштата, странските директни инвестиции од претходната влада останаа, се наведува во соопштението на партијата. Министерот за економија Крешник Бектеши за ТВ21 изјави дека се очекува големо намалување на цените на горивата, односно на дизелот. Бектеши вели дека согласно методологијата и пресметката како и состојбата на светската берза и мерките донесени од владата, вечерва се очекува поевтинување на дизелот за повеќе од 5 денари. Регулаторната комисија за енергетика најави дека ќе ги коригира цените, па вечерва треба да дознаеме дали навистина ќе следи голем пат на цените како што прогнозира Бектеши. Нешто и за спортот. Селекторот на машката ракометна репрезентација Кирил Лазаров го најави дуелот со романците и ги посочи предностите и недостатоците, а повика и на поддршка од публиката. Што се однесува до бараш, надпреварите не ни е прв пат. Јас како играч имам одиграно безброј вакви дуели. Не е иста тежината на бараш, надпревар и
нациските надпревари. Знаеме дека не очекува и реванш, па мора и да размислуваме на сите опции. Романија, иако е прв бараш, е многу сериозен противник кој доби на тежината со доведување на Хавиер Паскуал. Го презеде и Динамо Букуреш, има играчи кои ги води во текот на цела година и ги има во системот. Максимално сериозно ќе го сватиме двомечот, со максимален респект кон Романија како поранешна светска и европска велесила. Тие имаат амбициозен проект со кој сакаат да се вратат на старите патеки. Ние сме во слична ситуација, сметам дека и покрај подмладувањето имаме стари борци и искусни играчи кои знаат како се игра бараш над преварите. Спортот е непредвидив. Ќе го искористиме периодот да се подготвиме. Мило ми е што по толку време ќе имаме поддршка од навивачите кои се надевам ќе ни бидат ветар во грб. Ќе не понесат емоции и адреналин и така можеме да направиме добар резултат пред реваншот во Букуреш. За мене позитивен резултат ќе значи победа, без оглед на разликата. Треба да го презентираме тоа што го работиме. Изминатата година, сепак што и да се случи, нема да значи дека сме пласирани. За неполно 48 часа играме реванш, а во тоа време треба и да отпатуваме во Романија. Јасно ни е дека во 2 дена треба да одиграме 2 екстра квалитетни надпревари за да ја исполниме целта. Пласман во вториот бараш и да играме против Чешка. Иако се зачудив што побара да се игра реванш во сабота, наместо во недела, сметав дека ќе имаме ден повеќе за припреми. Кога веќе размислуваме за четврток, мора да ги насочиме мислите и кон саботниот реванш, изјави Лазаров. Продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Роден ден е денот на нашите мили керки Рафаела и Лусија. Му го честитаме првиот роден ден и му пожелуваме многу здравје, среќа да растат големи моми во преградки на своите родители и роднини. Ова сето од се срце му честитат таткото Ендру и мајката Мелиса.
Со песната Среќен и весел роден ден на нашите крштенички Рафаела и Лусија им го честитаме првиот роден ден, исто им посакуваме добро здравје, убава стреќа и весело безгрижно детство со сите нивни мили и сакани. Овие се искрени честитки посакани од нумкоите Криси и Мелани со децата Џоџа, Изабела и Клаудија Стериовски. Сите зборат, сите викат, сите пејат, сите велат денес ти е роден ден. Ајде песна да запееш, ајде оро да заиграш, денес ти е денот да се веселиш. Среќен роден ден, хеј, хеј, среќен и весел да бидеш, ти честитаме, ти посакуваме. Македонска песна да викнеме. Честитки, честитки, бакнежи, бакнежи, честитки, бакнежи ти подаруваме. Татко весел песна пее, мајка напред ороводи, сите денес пијат и се веселат. Среќен роден ден, хеј, хеј, среќен и весел да бидеш, ти честитаме, ти посакуваме. Со другари, другари родени весели, македонска песна да викнеме. Роден ден што има, среќен и весел да го дочека. Биди среќен, весел денес, среќни млади години, да дочекаш уште 100 роден дени. Среќен роден ден, хеј, хеј, среќен и весел да бидеш, ти честитаме, ти посакуваме. Со другари, другари роднини весели, македонска песна да викнеме. Со песната Среќен роден ден. Со најубави желби честитки им го честитаме првиот роден ден на нашите сакани мили внуки Рафаела и Лусија и на двете им посакуваме да се среќни весели со многу радосни весели дечки, безгрижни години, во иднина со сите најблиски. Овие се убави од се срце честитки посакани од дедо Тасе, баба Нада Стериовски, како и дедо Анџело и баба Анџелија со фамилиите. Денес ми е роден ден, ајде друштво со
Да го проследиме уште една соопштението. Почитувани слушатели, ова соопштение од нашата управа овде во Њукастел по повод големиот празник Великден се организира игранка во нашиот македонски културен центар и тоа во недела на 24 април. Ќе има најбогата музичка група од Сиднеј. Куњата ќе располага со квалитетни јадења и барот со разноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци. За повеќе информации околу ова забава ќе најавиме во наредните програми. Време е да се собериме повторно, сите заедно да се развеселиме како и порано. Сите сте добро дојдени. Имаме уште една желба. Со наискрени желби, честитки и голема благодарност од Цвета Василица Размовска, заедно со нејзината фамилија, до Друштвото Женската секција овде во нашиот град Њукастел по повод Денот на жената 8 март, кога Цвета беше избрана како најстара членка и гостинка на овој ден. Исто беше наградена со подарок и свежо цвеќе. Според тоа, нашата Цвета сака да изрази голема благодарност и задоволство спрема цела група организатори на овој прекрасен ден и посебно до управата на Женското друштво Ленче Нечевска, Су Бошев и Нада Стојановска. Една убава песна, да ги поздравиме сите со ова песна Мајка од Петранка Костадинова. А сега, почитувани слушатели, ќе слушниме уште една многу убава
песна во исполнение на Благојче Стојановски Туше. Песната носи наслов Маре Марија. Текстот на ова песна е на Кенан Таировски. Музика на ова песна е Кире Манивиловски, овде од нашиот град Њукастел, и аранжман на Славко Ристевски. Да ја слушниме песната. Маре Марија, мома најлична, ти си цвеќе во рајска градина. Маре Марија, мома најлична, ти си цвеќе во рајска градина. Маре Марија, љубов голема, рана на срце не ми оставај. Ајде Маре, сега вечно во моите преградки. Ако Маре бидеш моја ти, нема никој да не раздели. Ако Маре бидеш моја ти, нема никој да не раздели. Маре Марија, љубов голема, рана на срце не ми оставај. Ајде Маре, сега вети ми, биди вечно во моите преградки. Маре Марија, љубов голема, рана на срце не ми оставај. Ајде Маре, сега вети ми, биди вечно во моите преградки. Како мала сонувам, ваква љубов голема, љубов безгрижна да трае до века, но сега сама остана. Како мала сонувам, ваква љубов голема, љубов безгрижна да трае до века, но сега сама остана. За тие очи зелени и тие усни медени, без тебе не можам, без тебе не можам, по тебе јас умирам.
проследиме соопштението од свештеникот Пецо Петровски. По повод празнувањето на еден од најголемите христијански празници, празник над празниците, како го нарекуваме Христовото воскресение, празникот Велик ден. Традиционално, како и секоја година пред овој голем настан, се осветуваат или прочистуваат домовите преку внесување на крстот Господов и осветување на водата. Осветувањето ќе се извршува ова година по населбите и тоа. Понеделник, 21 март и цела недела се оди во населбите Волзен, Елемовайл, Кардиф, Глендал, Аджингтон, Белмон, Џулстеон, Вонесбај, Елебана и Менхатон. И соопштението од нашата управа овде во Њукастел по повод големиот празник Велик ден се организира игранка во нашиот македонски културен центар и тоа во недела на 24 април. Ќе има најбогата музичка група од Сиднеј. Куњата ќе располага со квалитетни јадења, исто барот со разноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци. А за повеќе информации околу ова забава ќе имаме во наредните програми. Време е да се собериме повторно сите заедно и да се развеселиме како и порано. Сите сте добро дојдени. Aj što merak imam babo železar da bida. А сега да проследиме нешто и од најновите вести од Македонија. Николовски вели: македонскиот народ досега два пати ги искористи тековите на историјата и направи држава. Подпредседателот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски во своето гостување вечерва во емисијата Заспи ако можеш на телевизија Алфа говореше за неговиот дводневен престој на вонредната седница во Советот на Европа. Николовски додаде дека ја искористил приликата да направи порака која е суштински битна за Македонија и македонците. Сметав дека е битно таму да се каже дека тоа што го кажав една причина затоа што е организација која работи на заштита на човечките јазични малцинства, права и второ затоа што целиот европски и светски фокус беше таму. Ова не се случува секој ден и не е дека некој од Македонија заминал во странство па кажал и не е кажано било каде и во било која форма. Еве, например, да ви набројам кои се членови на грчката делегација, кои се членови на бугарската. Член на грчка делегација е поранешниот премиер Пападендру, поранешната министерка Дора Бокајани и Котругадас. Членови на бугарската се Екатерина Захариева, понатаму една од најпроминентните пратенички на новата партија на Кирил Петков, Магдалена Кунева, која што беше и еврокомесар од страна на Бугарија, и Христо Иванов, кој е председател на партијата Демократска Бугарија, која е коалиционален партнер на ова влада, додаде Николовски. Николовски рече дека му е посебно драго што по завршувањето добил аплауз од скоро целата сала, што ретко се случува во Страсбург. Мислам дека македонскиот народ како еден напатен, намачен и мал народ мора секогаш да ги искористи тековите на светската политика и еден од политика и историја. Не смееме веќе како народ да бидеме наивни и да одиме спротивно на ветрот. Македонскиот народ досега два пати ги искористи тековите на историјата и многу пати отиде спротивно на ветрот.
Тие два пати, кога ги искористе тековите, направи држава. Првиот пат е Втората светска војна, кога македонскиот народ ја избра вистинската страна, антифашистичката страна, кажа Николовски. Тој рече дека во тие 45 години пред се дејци на ВМРО сонувале за независна и обединета Македонија со демократско парламентарно уредување и прозападен протекторат. Николовски продолжи и кажа дека кога почнал да паѓа комунизмот, македонскиот народ ја препознал таа шанса, успеал да се извади од поранешна Југославија низ еден од демократските референдуми и да создаде своја држава. Уште нешто од Николовски. Во интервентот фонд има 250 милиони евра за поддршка на земјоделството, најголем дел за производство на пченица и јачмен. Најголем дел од интервентот фонд од 250 милиони евра владата смета дека треба да биде насочен кон поддршка на производителите на пченица и јачмен за да ги фатиме роковите, за да се обезбеди прихрана и да имаме површини од кои што ќе имаме доволно пченица. Во тој дел, околу 2 милиони евра се наметнати за вештачки ѓубрива, знаејќи го растот на цените и трендовите, кои што се во целиот свет, па и во регионот, рече министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Лупчо Николовски. Одговарајќи на новинарско прашање за помош на земјоделците околу зголемените цени на репроматеријалните и горивата. Ова поддршка, како што рече Николовски, е интервентна и итна е за набавка на вештачко ѓубриво и од 1 декември до 30 април за производителите на пченица и јачмен. Преземавме обврска и веќе е усогласена методологијата за доделување на зелена нафта со актуелни цени на горивата на нафтата. И во тој дел 13% е зголемено само со ова усогласување, износот кој што и градинарите ќе го добиваат по хектар во делот на зелена нафта. Мислам некаде околу 4300 денари е по хектар. Меѓутоа во собрание се наоѓаат измени соодветни на законот во земјоделството и рурален развој, истакна Николовски. И при тоа се заблагодари на сите политички чинители, на што на вечерашната и пленарна седница и на вчерашната комисија за земјоделство сите 4 закони добиле поддршка од сите претеници. Најави дека ќе биде објавен јавен оглас за околу 7000 хектари површина земјоделско земјиште и тоа наскоро ќе биде ставено на располагање на земјоделците. Собранието вечерва го изгласи Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиско и инвалидско осигурување и предлог на Закон за изменување на Законот за собранието на Република Македонија. Со измените на Законот за пензиското и инвалидското осигурување се усогласува движењето на индексот на трошоците на живот во висина од 50% и пораст на просечната плата исто така од 50%, а дополнително како дел од активизните мерки, секој пензионер 3 месеци поред ќе добива и по 1000 денари. Со новата методологија добивме решение каде што усогласувањето на пензиите се врши според движењето на индексот на трошоците на животот во висина од 50% и пораст на просечната плата на сите вработени во државата во висина од 50%. Според ова, пензиите понатаму ќе се усогласуваат на 1 март и 1 септември, секоја година според процесот што се добива како збир на порастот на индексот на трошоците на живот во претходното полугодие, изјави Илија Николовски, председател на партијата за пензионери. Николовски додаде дека ова е голем успех за пензионерите, бидејќи се задржува принципот на пензијата како економска категорија, а не социјална и се добива одржливо решение кое нема да зависи од власта. Од септември 2022 година околу 330.000 пензионери ќе добијат зголемување на пензиите, што во просек ќе растат по околу 900 денари. Законодавниот дом едногласно го донесе и осогласувањето со износот за минимална плата на вработените во македонскиот парламент, а скратената постапка беше поради потребата престојната исплата да плати да биде во месец април. Нешто и од спортот. Милевски вели: и Италија има слабости кои може да се искористат за победа.
Македонската фудбалска репрезентација од денеска и официјално стартуваше со подготовките за бараш дуело со Италија во Палермо, која се игра за пласма на светското првенство во Катар. Селекторот Благоја Милевски повика 27 играчи и најави игра на победа против големиот фаворит. На списокот на Милевски се речиси сите фудбалери кои игра на претходните надпревари. Нови имиња се повратникот Давид Бабунски, неговиот брат Доријан, а повикан е и голманот Шкупи Христијан Наумовски. Поради мала минутажа не е во комбинација Илија Несторовски. Собирот на репрезентација е закажан за 20 март во 7 часот во хотел Хилтон во Скопје. Првиот тренинг е во понеделник во 19 часот на тренинг центарот Петар Милошевски во Скопје. На 22 март во 17 часот со чартер лет репрезентацијата патува за Палермо, каде што ќе се одигра надпреварот против Италија. И уште една соопштенијата од Њукастел и околината. Соопштение од свешеникот Пецо Петровски. По повод празнувањето на еден најголем христијански празник, празник над празниците, како го нарекуваме Христовото воскресение, празникот Великден. Традиционално, како и секоја година, пред овој голем настан се осветуваат или прочистуваат домовите преку внесување на крстот Господов и осветување на водата. Ова година осветувањето ќе се извршува по следните населби. Понеделник 21 март и цела недела после се оди во следните населби: Волзен, Елемовайл, Кардиф, Глендал, Аджингтон, Белмон, Џулстеон, Вонесбај, Елебана, Меанхатон. Едно важно соопштение од нашата управа овде во Њукастел. По повод големиот празник Великден се организира игранка во нашиот македонски културен центар и тоа во недела на 24 април. Ќе има богата музичка група од Сиднеј, куњата ќе располага со квалитетни јадења, исто и барот со разноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци. За повеќе информации околу оваа забава ќе најавиме во наредните програми. Време е да се собериме повторно сите заедно и да се развеселиме како и порано. Сите сте добро дојдени. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стив Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Стив во сабота на 9 и недела на 10 април. Управата овде во Њукастел најавува дека чланарината за ова 2022 година може да се платите по $10 по лице, исто така и пензионерската чланарина $10 по лице до крајот на месец март. Нашата игрорна група Стив Наумов се враќаат со тренинзи секој петок во 6 часот во нашиот македонски културен центар под раководство на нашиот редовен и долгогодишен кореограф Добре Колевски. Ако некој сака грозје во големи количини да земи за ова година, одете во Джезмон Фрут Бан и порачете кој колку сакате. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминатите 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Hunter. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday, same time. Good night.